која беше целта на работната сесија која што имавте денеска во Будимпешта со премиерот Виктор Орбан? Овој состанок во Будимпешта беше на партиско ниво, на партии од десницата, членки на ИПП. Дел од нив членки на Европската унија, дел од нив земји кои се уште не се членки и да аспирираат да бидат членки. Состанокот беше во правец да се разгледаат состојбите во сите држави, политичките, економските состојби, проблемите кои што ги имаме, кои од нив се заеднички проблеми, исто така да се види кои се дестабилизирачките фактори и да се действува против нив, а кои се да се демотивираат дестабилизирачките фактори, а кои се стабилизирачките фактори кои треба да се охрабат и поддржат понатаму. Така што имавме доста детална дискусија околу сето ова. Разменивме многу информации и мислења. Понатаму ќе се поддржуваме и како партии, но и како држави, за да се елиминираат дестабилизирачките фактори и да се поттикнат и помогнат оние земји кои што не се членки на Европската унија побрзо да станат, а оние што се земји членки на Европската унија да го поддржат станувањето членки на Европска унија на оние кои не се. Во Европска унија поодамна се користи еден израз замореност од проширување. Господинот Орбан спомна една реченица, вели ние не сме заморени од проширување, и ние и некои други земји членки кои што тука беа присутни, така што сакаме да го поддржиме проширувањето, сакаме да работиме на тоа да се случи и сакаме да помогнеме на оние земји од регионот кои што не се членки да станат што е можно побрзо и во секој поглед да помогнат на тоа. Така што, иако ова партиска соработка, таа се однесува на државните интереси и напредокот на државата и е добро кога Македонија ќе има зад себе Унгарија, ќе има зад себе и Хрватска, ќе има зад себе и Словенија и така натаму, и лидери кои што се добро познати од овој регион, кои што ќе вршат влијание во Европската унија да Македонија што побрзо добие покана за членство во Европската унија. Покрај ова ги разгледавме, како што кажав, и сите други моменти, политички, дестабилизирачки, партиски и така натаму, и разменивме информација од тоа, разменивме искуства. Многу работи што во некоја држава се случуваат сега, се случиле во некоја друга преходно, така што тоа беше интересно да се слушне. И се договоривме да продолжиме со соработка, ова да биде еден клуб за поддршка на проширување на Европската унија, поддршка на земјите за проширување. Така што можно е да имаме, веројатно се договоривме на крајот дека ќе продолжиме да се среќаваме, можеби до крајот на годината ќе имаме уште една средба во октомври или во ноември, така што ќе продолжи да функционира како клуб за поддршка на проширувањето.